Повеќе од половина век гевгелиското село Ума молчи во заборавот на своето битисување. После иселувањето на жителите од ова место, основниот двигател за развој и напредок на власите од Уменско е само мислата, да си се вратиме дома на старите огништа. Но огништата денес не се како некогаш. Некои нови луѓе одседнале овде. Некои нови луѓе, не уменци. Заборавот се брише од мислите, полека, неосетно. Само треба некој да види и почувствува, да чуе и разбере дека ума веќе не е сама, дека ума полека пак се раѓа. Ова е приказна за Проше и Елена, за нивната свадба и за првиот обид во ума да се врати животот. Во ума да се вратат власите, во ума да се вратат нашинците. Нека ми простат сите оние кои нема да влезат во приказнава, затоа што ова е сепак за оние кои се обидуваат и оние кои се борат да го сочуваат автентичниот дух на ума. Во домот на Проше и Елена роднините веќе од утрини започнале да се подготвуваат. По стариот начин, може би не толку влашки колку македонски, но сепак свадбата си е свадба и неа мора да ја почитуваме затоа што таа ќе донесе веселба, но ќе донесе и обичаи. На минување покрај овоштарникот на семејството Стојчевски се обидовме да собереме и некоја јаболка, зашто велат дека овде овошјето и зеленчукот се природни и вкусни. И како што поминувавме низ село, забележавме дека тој уште се гради. Секој сака да си го обнови стариот дом, старото огниште или можеби да направи нешто ново. А попат и Чичко Владо го тренираше коњот, на кој што подоцна ќе се качи невестата. Да го навикнам, вели, на тежина, да не се уплаши. Оти овие коњи не се како некогашните, модерни се како и денешните луѓе. Луѓето се насобрале околу црквата и го очекуваат почетокот на свадбата. Дошле многумина од Гевгелија, поголемиот дел од нив, колку што можев да забележам, беа власи. Поворката со автомобили ја чекавме пред село, на влезот, а таму искористивме момент да прашаме дали некој се сеќава на старите обичаи. Тоа и пред да тргнат на невеста, зетот ќе го бричат, ќе го бричат зетот. И после кога ќе одат, значи ќе дојдат со коњи. Тоа ќе ода не само со два коња, ода и со смрски, со сној, многу добити ода на свадба. И после невеста пред куќата која ќе испадне пред да тргне, даруваше со роднините и даруваше од коњот. Од коњите даруваше роднините и после ќе дојде тука на црквата и ќе ја симне свекорот, ќе ја симне од коњот. Ќе ја симне и после оде на венчање и после тие работи права пред до бракот. Каде невеста им блеклава, лејка една горе закачува, Тој е пука. И кога ќе погоди, тој веќе тој тргнува. тргнува дека Тие од наша страна ќе а усвои невеста, белего го соборија, го допие и за место на коњот и оттаму црквата. Пред почетокот на свадбата сите како грижливо да таа во себе, па ги пробуваат движењата на коњите, истрајноста, а гајдаджијата ице својата гајда.
За да не стане чекањето досадно, снимивме патеми нешто повеќе од она што моравме. По известно време пристигнаа и тие, зетот и невестата. Проше и Елена, се симнаа на поводат пеш и да се привикнат на уменската земја, да го почувствуваат одот на своите предци, а по нив не само сватовите, туку и сите добронамерници кои дошле да ја погледнат првата влашка свадба во 21. век, да ги почувствуваат традициите и вековните стремежи. Качувањето на коње мораше да се изврши не само како ритуал, туку и како потсетување дека некогашните влашки свадби се одигрувале на коњи кои биле наменети за младенците. До дома тие оделе со нив. Целото село излегувало да ги благословува младенците, да ја види рубата и облеката на зетот и невестата, да види што чеис носи со себе девојката. Црквата која го слави својот патрон Свети Пантелејмон представува едно од највредните во регионот, не само по својот изглед, туку и по фреските кои ги има во неа. Иако значително оштетени, тие се доказ дека овде се менувала и грчка, и бугарска, и српска власт. Секој донел нешто со себе, но и секој однел нешто од црквата. После не знам колку децении, според слободна проценка можеби после 70 години, повторно во црквата се случува венчавка. Почувствував дека ова е нејзиното ново раѓање. При влегувањето на Проше и Елена сетив како ми затрепери телото, како нешто длабоко се разбуди во мене, како да ми помина цела една историја во мислите. Многу пати досега сум правил стории и репортажи за ума и црквата. Ова е првата во која почувствував дека влашкиот народ живее, дека не ја изгубил смислата на своето постоење. Сета тага, сета болка, како да исчезна за миг. Се венчава чедото Божје, Проше
Сочедото Боже Елена, у името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Се венчавачето Боже прошен, Сочедото Боже Елена, у името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Сега и секогаш и во вечни векови. А надвор, сите оние кои не можеа да влезат во црквата го очекуваа завршокот на венчавката и излегувањето на младенците. Не можев да прочитам што кријат нивните мисли, но знаев дека секој се радува токму за новото раѓање на ума, за новата преродба. Од црквата младенците и сватовите се упатија кон центарот на селото. Било обичај да се заигра на сред село пред училиште. Само за неколку секунди се разви оро.
Еден од обичаите кои го практикувале власите било полнењето на вода од долната чешма. Невестата мора да наполни вода во бардак за да ги послужи свекорот и свекрвата, како символ на почит за влегување во новиот дом. Велат дека уменската вода е чиста и природна, дека извира од пазувите на Кожов планина. Како што водата е извор на животот и метафора на течението на животот, благословот за Проше и Елена се отсликува во уменската бистра вода, вечна и чиста љубов, безгрижен и спокоен живот. Пред домот невестата мора да го скрши бардачето од кое се напија свекорот и свекрвата, новите нејзини родители. Ако се скрши, новороденчето ќе биде машко. Ако пак не, тогаш невестата ќе роди девојче. На крајот од сите обичаи, младенците добиваат и влашки благослов. Късмет, наед și înaintate. Ți stau vă încurnam din timpul simpatizăm. Нормално е на крајот од се да се засвири и заигра влашката песна. 2 лири, 2 франки. Весели и задоволни заминуваме и ние од ума, со надеж дека повторно ќе се вратиме, за да проследиме уште еден ваков чин. Ако не свадба, барем да дојдеме на крштевањето на новороденчето на Проше и Елена, да го означиме и првото крштевање во Уменската црква во 21. век.